Добре дојдовте во училница. По предметот Општество во 4-то одделение ќе се запознаеме со видови семејства. Изборуваме за видови семејства според бројот на членови и видови семејства според потеклото. Но повеќе ќе се задржиме на видовите семејства според бројот на членови. Треба ученикот да знае за видови семејства и да ги разликува видовите семејства. Еве една слика на која што се представени повеќе згради, во секоја зграда повеќе домови, а во нив многу семејства. Многу различни видови на семејства. За секој семејство да се формира и да се основа, потребно да има љубов помеѓу момче и девојче, кои во иднина ќе станат маж и жена. Откако ќе стапат во брак, во една брачна заедница, тие меѓу себе треба да имаат љубов, разбирање и почит. Тие самите меѓу себе представуваат потесно семејство. Исто така потесно семејство кое малку се проширува е со нивната љубов и разбирање се јавуваат нови членови во семејството, тоа се децата. Но се уште семејството е потесно семејство. Овде имаме пошироко семејство, каде што имаме мајка, татко, дечиња и постара генерација баба и дедо. Повторно имаме семејство, но според бројот на членови можеме да разбереме дека тука станува збор за потесно семејство, бидејќи има само 20 членови во семејство, тоа се мајка и дедо. Едно родителско семејство. Во секој семејство треба да постои љубов, почитување и разбирање меѓу себе. Ова е слика на една поголема населба во која има многу згради, многу куќи, паркови. И во една од овие згради ќе представиме 3 семејства кои што се различни, живеат како соседи и внатре во самото семејство ќе постои голема љубов и разбирање помеѓу нив, но љубов и разбирање помеѓу соседите. И покрај тоа што тие се од различни типови, различни видови на семејство. Кај сините прозорчиња живее потесно семејство од мајка, татко и дете. Кај жолтите прозорчиња живее едно родителско и исто така потесно семејство, мајка и дете. Кај црвените прозорчиња живее пошироко семејство од мајка, татко, дечиња и баба и дедо. Сите тие семејства понекогаш заедно се дружат во парковите и покажуваат помеѓу себе голема љубов, почитување и соседско разбирање. Значи, што е семејство? Семејство е заедница на родители и деца, во која има јаки емотивни врски со љубов, разбирање и почит меѓу членовите. Во зависност од бројот на членовите во семејството постојат потесно семејство, родители и деца, еден родител и деца, едно родителско семејство и тоа е потесно семејство, и пошироко семејство баба, дедо и дечиња. Видови семејства според потеклото. Тука само ќе ги спомнеме, а на некој друг час многу повеќе ќе се разработуваат овие видови на семејство. Патриархално семејство, кога таткото владеел и неговиот збор бил единствен и најважен. Матриархално семејство, кога мајката владее и само нејзиниот збор се почитува. И денешното современо семејство во кое и мајката, и таткото, и децата имаат право на глас, имаат право на своје мислење и почитување и се ги споделуваат семејните обврски. Што треба да има во едно семејство? Треба да има љубов, разбирање, почит, поделување на семејните обврски.
сите заедно да учествуваат во грижа на домот, чување на семените семените работи во домот и споделување на обрските. Две слики на кои што се представени примери како помагаат и таткото, и мајката и дечињата во уредување на домот. Во какво семејство живееш ти? Потесно или пошироко? Нацртај во твоето семејство. Ова е твојата задача, домашна задача од овој час. Еве пример на веќе нацртан цртеж како некое детенце го нацртало твоето семејство. И овде имаме еден цртеж на потесно семејство. Може би ти живееш во пошироко семејство и затоа очекувам да биде точен цртежот во кој што ги нацрташ сите генерации кои што членуваат во твоето семејство. Се надевам дека научивме за видови семејства според членовите, односно тоа се потесно и пошироко семејство. Уживај во цртањето на твоето семејство. Благодарам на присуството на овој час.